Кражба на народни пари која ВМРО-ДПМН нема да ја дозволи. Вака лидерот на најголемата опозицијска партија го коментира проектот за нов клинички центар, за чија изградба се повеќе притиска власта. Мицкоски вели дека е смешно таков мегаломански проект вреден половина милиарда евра да биде објаснет во физибилити студија на оскудни 30 на страни. Тој и натаму е наставот дека идејното решение на ВМРО-ДПМН за изградба на нов клинички центар на местото на постојниот Мајка Тереза и изградба на нова зграда за инфективни болести во Карпош е подобро и поисплатниво решение. Нешто слично на она што го прават српските власти. Во делот предложен капацитет на кревети, стои дека клиничкиот центар ќе има точно 1000 кревети. И специфицирани се каде. И ако го споредите тоа со клиничкиот центар, за кој што има проект, предпоставувам неколку метра, во соседна Србија, бидејќи тоа е проект на кој што се гради клинички центар, а ова е параван како да се покраде пола милиарда од граѓаните во Македонија, кој што нормално, дека сум јас претседател на ВМРО-ДПМН, нема да го гласувам. Владата и натаму е на став дека нов клинички центар во местноста Велиполе близу Ѓорче Петров ќе се гради. Министерот Филипче го обвини Мицкоски дека мешал баби и жаби кога македонскиот проект за клиничкиот центар го споредувал со српскиот, за кој велиот и бил изграден пред 20 на години, а сега се реновирал. Тоа е она голема бела зграда на која што пишува клинички центар на влезот во Белград, од десната страна, и таа со години е празна, само 2 спрата беа опремени и беа амбуланти. И властите во Србија сега одлучија сето тоа да го реновираат и да го опремат. Не станува збор ниту за нова градба, ниту за капацитет како што ние планираме. Значи станува збор за споредба на баби и жаби. Не може да ги споредуваме тие работи. Измените на законот за јавни набавки со кои треба да се протурка изградбата на новиот клинички центар се веќе во собраниска процедура, но наидоа на отпор кај пратениците од опозицијата. Филипче ги повика народните избраници да ги соочат аргументите. Мицкоски пак упати отворена покана до премиерот да ги разгледаат фактите за тоа чиј проект е подобро решение за граѓаните.